уште еднаш да ќе поздравиме директорката за изненади со снимањето, меѓутоа она што е особено важно да се каже дека значи оваа соба за сензорна интеграција не е наменета само за деца со атипичен развој, како деца што се со аутизам, со церебрална парализа, со интелектуални попречености, значи оваа соба за сензорна интеграција е наменета и за деца со типичен развој. На деца со типичен развој, значи се мисли на децата кои што имаат нарушено малено внимание, концентрација немаат, значи доволно немаат, значи имаат деструктивно однесување, оние палави, хиперактивни деца кои што знаат многу пати во училиште да ги кажат. Што е целта на оваа соба за сензорна интеграција, кога они би дошле за да може да се организира сето тоа нивно однесување, таа хиперактивност да може да се намали и на некаков начин да може понатаму значи во училиште да сето тоа добро организирано, да се води на час, да следи, да седи значи на столче затоа што има голем проблем кај тие хиперактивни деца, не може да седнат на столче. Има проблем за време на часот, не може да се спроведе значи часот и целта точно на оваа соба за сензорна интеграција е токму да им се помогне на тој начин. И, значи, после секој еден третман, односно уште од самиот почеток на таа основна обсервација кога се врши, на родителот е присутен, се со цел токму за да се следи тоа негово однесување, за после тоа, после секој еден третман, заеднички со родителот врз основа на сите тие цели што ќе бидат поставени, за да може да се воочат оние значи работи кои што на почетокот се виделе како некаков проблем, слабости, за потоа значи со текот на работењето за да се забележи заеднички и после значи сите тие третмани за да им се воочат работите што треба да продолжат да ги работат и во домашни услови, се со цел нели за децата да може да им се помогне за да бидат значи оспособени за нивниот практичен и социјален живот.